Според податоците на Министерството за здравство за состојбата во Гостивар на 29 јули, 73 пациенти побарале лекарска помош, а 4 биле хоспитализирани. Во едновоздравствениот дом во Гостивар се регистрирани уште 28 нови прегледи во дежурната служба. Според извештајот, во изминатите 2 недели, вкупно 4374 пациенти се јавиле за лекарска помош, а најголем број биле регистрирани на 18 јули, кога биле евидентирани 649 случаи. Во меѓувреме, водата во Гостивар се уште не смее да се користи за пиење, ниту за подготовка на храна. Запрашан за ова, министерот за здравство Сашо Клековски изјави дека секојдневно се земаат мостри од повеќе потрошувачки точки и дека водата ќе биде пуштена за пиење, дури откако ќе се добијат 3 последователни исправни анализи. Важно дека водата сега може да се употребува за други намени, а не за пиење и подготовка на свежа храна, така што тој дел барем е разрешен. Може да има еден тест кој не е соодветен и повторно да треба 3 нови теста, 3 нови дена. Стварно е неблагородно да предвидувам што и како ќе биде. Премиерот Христијан Мицкоски вчера изјави дека проблемот настанал поради појава на нова бактерија во водоводната мрежа. Затоа што сега веќе во инсталацијата ги нема оние фекални колиморфни бактерии, како што се нарекува, но се појави една нова резидуална бактерија која што во инсталациите е присутна поради тоа што долго време тие не биле користени, а сега со прочистување на истите и со хиперхлорирањето се појавува во самите инсталации. Очекувам и овој предизвик да биде надминат. И откако тој предизвик ќе биде надминат, тогаш очекувам конечно да се одобри таа вода и за користење, односно за пиење и за готвење. Водата во Гостивар се загадила по пуштањето во употреба на 3 пумпи од надворешен канал. Во врска со овој случај беа уапсени директорката на јавното комунално претпријатие во Гостивар заедно со 2 нејзини соработници.